Мадона, кралицата на поп музиката, се враќа на музичката сцена со нов студиски албум во 2025 година. Таа го најави ова на својот Инстаграм профил, објавувајќи видео на кое се гледа како изгледал процесот на правење на песните. Работам на нова музика со Стюарт Прайс. Овие неколку месеци беа лек за мојата душа. Пишувањето песни и правењето музика е единствената област каде што не морам од никого да барам дозвола, напиша Мадона. Таа работи со овој британски продуцент веќе повеќе години. Прайс беше нејзин музички директор за неколку светски турнеи, Road to World Tour во 2001 година, Confessions во 2006 година и последната Celebration Tour во 2023 година. Тој беше коавтор на многу од незините песни, но е најпознат по работата на незиниот 10-ти студиски албум Confessions on Dance Floor во 2005 година. Многу сум возбудена што можам да го споделам со вас. Кој сака да слуша нова музика во 2025 година? Објави пеачката на крајот од објавата. Познатата српска пејачка Марија Шерифовиќ конечно ја извади фиксната протеза по 2 години и не ја криеше својата среќа. Со широка насмевка таа веднаш ја сподели оваа вест со своите обожаватели на социјалните мрежи. Кој сака може да честита, ја стигнав протезата, изјави пејачката пренесувајќи ја својата радост. Сепак Марија откри дека се соочува со нов предизвик – носењето фолии. Таа на шеговит начин објасни дека поради фолиите шушка кога зборува, но веќе размислува како ќе се снајде за време на концертите. Ке ги тргнам на настапи или ке пеам со нив? Што мислите? Праша Шерифовиќ, покажувајќи дека го задржала својот препознатлив хумор и позитивен став. Фановите веднаш ја поздравија незината насмевка, која сега блеска уште посилно и посака успех и на новите музички настапи. Пред точно 103 години е роден човекот на кого треба да сме благодарни за македонскиот литературен јазик и правопис Блаже Конески. Конески бил филолог, поет, проазист, есеист, литературен историчар, преведувач и професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Тој го обележа развојот на македонската култура и јазик. Конески е и првиот председател на Македонската академија на науките и уметностите. Роден во село Небрегово во Прилепско, Конески до својата 8 година живеел во родното место, пошто семејството се преселило во Прилеп, каде ги завршил основното и нижето гимназијско образование. Високата гимназија ја завршил во Крагуевац, а студиите по славистика ги започнал во Белград и ги завршил во Софија во 1944 година. По ослободувањето се населил во Скопје и активно придонесувал во културниот и научниот развој на Македонија. Во Националната опера и балет вечерва во 20 часот ќе се изведе балетската представа во 2 чина Дон Кихот од Лудвиг Менкус во кореографија на Виктор Јеременко од Украина. Диригент на представите е гостинот од Арменија Едуард Амбарцумјан, а сценограф е Андрей Злобин. Под костимографијата се подпишува Гана Ипатиева од Украина, додека концертмајстор е Климент Тодоровски. Како што најавија од НОП, во улогите на Китри и Базил вечер ќе играат Христина Накевска и Балаш Лочеј од Украина, а на 24 декември ќе настапат Наташа Трендафилова Гицев и Виктор Ишчук од Украина. Настапуваат солисти, балетскиот ансамбл и оркестерот на Националната опера и балет заедно со деца од балетскиот оддел на Илија Николовски Луј.